Заврши и втората форумска сесија во Пробиштип. Целта на самата сесија беше на граѓаните да им се презентираат приходите на општина Пробиштип за буџетот за 2015, односно да им се доближи начинот на работењето и плановите на општината за следната година. И граѓаните имаа можност да видат дека буџетот де факто не е нешто што е запишано, да речем, во камен, меѓутоа нешто што може да трпи промена. Тоа е еден план за прибирање на приходи и расходна страна. Бидејќи денеска се разговараше за приходите, граѓаните беа повикани да дадат своји предлози до општината како таа во иднина, може би согласно нивните предлози, ќе може да ги зголеми своите приходи. Граѓаните размислуваа, дискутираа во рамки на работните маси, беа конструктивни и дадоа навистина интересни предлози до општината како да се зголемат приходите во иднина. Сега останува на општината заедно со формираната работна група да ги анализира приходите и да им даде повратна информација на граѓаните. Граѓаните со повеќе предлози на втората сесија, кои се однесуваа на одредени надоместоци за градежно земјиште. Втората форумска сесија донесе и предлог за поставување апарат кој ќе го покажува евентуалното загадување на воздухот во Пробиштип. Доаѓам јас од работната група за лери за животна средина. Нашата работна маса или нашата работна група ги даде следните предлози за да се постават мерни инструменти за мерење на квалитетот на воздухот во градот, исто така за деконтаминација на одредени земјоделски површини кои што влегуваат во скоп на општина Пробиштип, исто така уште два предлози кои што влегуваат во дел на животната средина, како чистење на некои речни корита и во тој дел на животната средина. Ние учествувавме на првата форумска сесија, сега доаѓаме и за втората, бидејќи имавме предлог од нашата група. Преопределена сум за руралниот развој, конкретно темата е за одржување и одржување на веќе постоечките реализирани проекти до сега што се биле, конкретно беше за во селото Лесново. Таму имаме еден проект пред неколку години направено. Сега има некои објекти како вециња, патеки, нешто се руинира, не се одржува. Што е во надлежност на општината, со што е можно да се аплицира, со цел да се зголемат приходите на буџетот во наредните години. Тоа останува да се утврди во наредната трета форумска сесија.